Откако ќе го погледнете ова видео, ќе можете да спакувате и означите примерок земен од животно за кое постои сомневање дека е заболено од африканска чума кај свињите, наменет за испорака до национална лабораторија. Диагнозата на африканска чума кај свињите е итнај. Примероците од животните за кои постои сомневање дека се заразени со вирусот мора да се испратат до најблиската овластена лабораторија по најдиректен пат. При земењето и пакувањето на примероците за лабораториска анализа, строго почитувајте ги општите правила за биосигурност и биобезбедност за да избегнете инфекција на приемчиви животни. На вас или на луѓето кои го вршат транспортот или работаат во лабораторијата кои ги примаат примероците. Африканската чума кај свињите не е зооноза, но сепак не знаете кои други инфективни болести може да се присутни во примерокот. Пакувањето треба да спречи вкрстена контаминација помеѓу примероците за време на пакувањето и транспортот. Треба да се заштити интегритетот на примероците и да обезбеди примероците да пристигнат во лабораторија погодни за тестирање. Минималните барања за транспорт на биолошки материјал мора да го запазат принципот на тројно пакување. Поточно, примарно пакување, секундарно пакување и надворешно пакување. Секундарното или надворешното пакување треба да биде цврсто за да се избегне оштетување и истекување на примероците во случај да се оштетени. Подобни стандардни примарни пакувања може да бидат брисеви, вакутејнери, мали пластични чаши со капаци или мали кеси со зип самозатворање. Примарните садови треба да се користат за еден примерок од едно животно. Збирните примероци може да се користат доколку тоа е препорачано од Националната референтна лабораторија. Примарните пакувања треба да бидат отпорни на протекување на течност или сува материја за други типови на примероци. Доколку е потребно, користете леплива лента за да ја зајакнете заптивката. Ако се користат запечатени или кеси со зип самозатворање, истиснете го воздухот пред запечатување. Секундарното пакување треба да биде запечатливо или со зип самозатворање или пластична кутија која е доволно голема. Можете да го користите секундарното пакување за да спакувате повеќе примарни пакувања од поединечни животни. Обележете го секундарното пакување со ознаки на животните од кои се земени примероците. Ставете ги примарните пакувања со капаците нагоре, во вертикална положба. Секундарното пакување треба да биде отпорно на протекување течност или сува материја. Ставете апсорптивен материјал како хартија, памук или слично во секундарното пакување за да избегнете истекување и да послужи како бариера помеѓу примарните пакувања. Исчистете ја и дезинфицирајте ја надворешната страна на секундарното пакување пред да го ставите во надворешното пакување. Надворешното пакување може да биде кутија од полистиренска пена, ладилник или цврста пластична кеса со подебели дидови. Запомнете дека надворешното пакување треба да биде цврсто за да го заштити интегритетот на примероците. Во случај на големи примероци, како цел труп, голема коска или слично, надворешното пакување може да биде пластична кеса која е со доволна дебелина на џидовите и отпорност. Ставете ги сите секундарни пакувања во надворешното пакување кое содржи доволно разладени патрони за ладење за се одржува ладниот ланец за време на транспортот до лабораторијата. Исчистете ја и дезинфицирајте ја надворешната страна на надворешното пакување пред да ја предадете на транспортерот или да ја ставите во транспортното возило. Ставете ги придружните документи во чиста, непропустлива кеса со зип самозатворање и запечатете ја. Прицврстете ја кесата на страната на надворешното пакување или ставете ја внатре во надворешното пакување. Фотографирајте ги или скенирајте ги придружните документи и однапред испратете ги по епошта до лабораторијата, за да можат да бидат подготвени да ја започнат анализата веднаш штом ќе пристигнат примероците. Многу е важно да се обезбеди соодветно означување, што ќе овозможи секој примерок да се следи ретроградно до фармата и да се земе примерок од животно. Означувањето треба да се направи во согласност со националните барања. Водоотпорните маркери се најсоодветни за етикетирање. Минималните податоци кои што треба да се обезбедат го вклучуваат типот на примерокот во примарното пакување, ознаката или единствениот идентификациски број на животното од кое е земен примерокот, идентификација на фармата, како или името на сопственикот, датумот на земање на примерокот, болест на која се сомнева, забележани клинички знаци и лезии и името на лицето кое го зема примерокот. Сега примероците се соодветно спакувани и подготвени за транспорт. ФАО изработи серија видеа за рутински постапки поврзани со надзорот на африканската чума кај свињите, кои ве охрабруваме да ги погледнете и вие.